И за тие што не се тука, ќе го споделам повторно со нив некоја друга недела. Сакаме како водеш на црква да споделам една важна информација. Пред 2 месеци отприлика, една недела навечер, беше недела навечер, со Фани зборевме за многу теми, пошто ние разговараме многу, за ситуацијата во црквата, за следната фаза во која се наоѓаме, веќе најавам некој време дека треба да се преселиме од тука, треба да одиме на некоја друга локација. Господ почнува една нова фаза со мисијата на Фани, во која таа е повикана. Гледаме дека на многу начини Бог отвори една поголема врата да бидеме активни не само локално и на многу други начини. Едноставно во многу нешта видовме како Бог не води во изминатиот период и отвора некои интересни работи. Бог мене ме води по патеките на црквено водство, духовно водство, како да го кажам, кој термин да го употребам. Почнувајќи од тука локално, па ме води и во тоа да бидам дел од многу национални и регионални иницијативи, во кои ќе можам да допринесам со тоа што Бог мене ми го има дадено. Во последните 2 години Бог, како што кажав, ја припрема Фани за таа мисија, во која она повикана и отвора врати да не само локално, некако се отварат интересни врати. Значи пред 2 недели бевме во Хрватска и збориме за настан на кој ќе можеме 1500-2000 млади да се собереме и таму да некој начин да Фани да биде дел од тој тим на славење таму, јас да бидам дел од таа организација таму. И тоа се големи работи за нашиот Балкански полуостров. Црквата не е многу голема тука и иницијативот од таков обем бара многу организација, бара многу посветеност, многу знаење, многу мудрост, многу водство и верувам дека иако за некој од вас можеби изгледаме млади, со Фани сме, јас сум веќе ракоположен 18 години. Така да нешто искуство имам во кое можам да кажам нешто, да зборам нешто, по прашање на водство, бев навистина благословен за тоа Господ да ме однесе на места каде што можам да учам за водство, затоа што тоа се учи. Така да до сега Господ тоа користеше на многу начини и веруваме дека Господ ќе продолжи да го користи на сите тие начини и сето тоа за негова слава. За сето тоа што сега го зборувам и за тоа што верувам дека Господ допрва ќе го носи, потребна е многу голема поддршка од многу страни и верувам дека ништо од тоа што треба да го правиме нема да бидеме во состојба да го правиме ако се впуштиме во тоа сами. Првин потребна ни е поддршка од локалната црква, ќе бидам искрен, од локалната црква ни треба многу поддршка. Вие сте нашето семејство, вие сте нашата црква, во многу аспекти ние се подпираме на вас. Тоест, оваа црква, оваа мисија се подпира на вашите таленти и на вашите заложби, пред се вашите молитви. Јас се надевам дека навистина вие седите и се молите дома за оваа црква. Затоа што недела Сабаља нема да направи, ви кажувам искрено, недела Сабаља нема да направи апсолутно никаква разлика. Доколку не сме вклучени активно да се молиме за мисијата на оваа црква, ако не сме вклучени практично да бидеме вклучени во оваа мисија на оваа црква, нема да направиме никаква разлика. Потребна е поддршка од локалната црква и потребно е сите да се вклучиме и да действуваме како едно тело. Со други зборови, потребно е да бидеме црква. Онака како што Бог замислил да бидеме од самиот почеток. Потребни сте сите вие во тој процес. Потребен е секој ваш дар во тој процес. Потребно е да растете во верата преку, еве да кажеме, преку малите групи. Таму се расте во верата. Таму е овој моментот каде што седиме и разговараме во група, во мала група за Божиот збор. Да растете во служењето, во сите овие служби преку кои ја водиме мисијата на Евангелска црква Аеродром. И потребни се сите ваши молитви за да можеме храбро да одиме понатаму во мисијата. Сето тоа е потребно. Црквата е еден голем организам кој треба да биде жив. Исто така потребни ни се и многу нови партнери во следната фаза во мисијата. Знаете дека нашето финансирање и лично и мисиско се должи на тоа наши пријатели да не поддржуваат во мисијата. Голем дел од тие што го правиме е се базирано на донации. Јас обично кажам, црквата е едно од самоиницијативните места каде што можеш да се појавиш во светот. Значи, самото тоа недела Сабаља вие да дојдете тука, тоа е само иницијатива. Живко нема список на кој присутен, кој одсутен, тоа не е школа. Тука сте затоа што вие сте само иницијативно тука, дојдени сте. Верувате дека ќе бидете благословени од Божјиот збор, верувате дека ќе бидете допринет Бог, ќе слушнете Божјо слово и верувате дека ќе служите еден на друг. Барем се надевам дека еден таков пристап имате.
Затоа сме тука, се поддржуваме и оваа мисија е поддржана од браќа и сестри и од овде и од насекаде во светот. Ние сме едно големо глобално семејство, јас така го кажам тоа, кој се поддржуваме. Ние секако локално со се што можеме, собираме доволно финанси да одржиме оваа мисија тука, колку што можеме, па дури да бидеме благослов на неколку цркви во Африка. Ние месечно праќаме финанси во Африка, работа за која не зборуваме многу често тука од напред, ама ќе зборуваме, за да знаете дека ние како црква сме инволвирани во таа мисија во Африка. Значи 9 деца месечно зависат од нас, од оваа локална црква, да праќаме финанси во Африка. И тоа е голема работа. За 9 деца животот е многу различен. На сличен начин, нашата мисија зависи од финансиите и благословите кои ги примаме локално и од страна. Пред 2 месеци, како што ви кажав, таа недела вечер, верувам дека Бог некако го водеше разговорот и отвори прилика да можеме да патуваме ова лето со Фани во Америка и во период од прилика 6 недели да се обидиме да видиме на кој начин би можеле да се поврземе со нови пријателства и партнери во мисијата и воедно мисијски да бидеме на благослов на црква која ни помага сите овие години на нас лично. Сика да на кој начин ние може да бидеме благослов таму. И па на следниот начин. Меѓу другото, што ќе се случува во Америка, нашите пријатели започнуваат нова црква. Пемиджин, почнуваат нова црква во Америка и на некој начин не чекаат нас да отидеме таму, да има еден официјален почеток на оваа црква. Сакат јас и Фани од искуството што го имаме да го споделиме со нивниот тим таму, да бидеме во текот на тие 6 недели со нив и да им помогнеме да го почнат тој проект на нова црква во Америка. На благослов сме и ние во Америка. Значи не само пријаме, ние и даваме. Секако тоа е една голема чест за нас, затоа што веруваме дека Господ тоа што го градел во нас, во овој момент може сега да го користи и да вложува во други луѓе. Тоа е во Америка. А за овде во Скопје, во текот на тие 6 недели, ќе имаме секоја недела по еден гостин говорник кој ќе ни зборува овде. Листата е прекрасна, само да ви кажам. Ја бирам само класа А проповедници, што. Ги поканевме нашите пријатели да ни помогнат тука. Тука ќе биде Никол првата недела, па татко ми ќе дојде Тони една недела, во игра е Филип Иванов, ќе имаме мојата животна приказна. Така да имаме програм од 6 недели кој е подготвен и ќе бидете згрижени со Божиот збор, но тука ќе биде и тимот на Евангелска црква Аеродром, кој ќе помогне животот на локалната црква да продолжи. И покрај сето тоа, сметам дека имаме голема потреба од луѓе кои ќе се приклучат на некој од тие тимови да служат во црквата. Тие што можеби доаѓате некое време, а не сте вклучени во некој тим, јас ќе ве предизвикам се. Размислувајте на кој начин можете да бидете вклучени во некој од тие тимови на Евангелска црква Аеродром. Јас само ќе ви кажам вака, ако сметате дека не сте компетентни, ќе бидам искрен. Јас никогаш во животот не сметам дека ќе бидам пастор или проповедник, затоа што сметам дека не сум компетентен. Господ ги благословува со компетентност тие кои се повикани. Само тоа ќе ви кажам. Ни требаат луѓе ќе ги презентирам овде мисиите и ќе ви кажам кои луѓе се задолжени за тие мисии за да може да разговарате со нив. Ни треба луѓе за во детска црква. Има две групи на предшколска и школска возраст на деца во кои се охрабруваат луѓе да се приклучат и да им служат на децата преку поучување на лекциите кои ги имаме. За таа мисија постои секако соодветна обука која помага да се разберат основните и принципите на таа работа. И затоа можете слободно да ја сконтактирате Сара. Значи Сара, таа што презентираше, ја знаете Сара, Сарче, стилот тие што ќе се приклучат на таа мисија би требало да ја знаете Сара. Ако не знаете Сара, ви охрабрувам да не се приклучите. Наставно дојдете уште некоја недела тука за да се запознаеме. Ни треба луѓе и ни треба сериозен тим за медија. Гледате ли Винсент таму позади, како се мачи? Ни требаат луѓе таму кои ќе ни помогнат стварно со медија, не е некоја филозофија на вистина, само ни требаат луѓе кои ќе волонтираат на лаптоп, на компјутер, ствари и некој на миксета. И ништо тоа не е комплицирано, секако ќе имаме соодветна обука како тоа се прави. Така да тие што се заинтересирани за да бидете таму, верувајте, огромна помош ќе биде ако седи некој таму и знаме дека тоа е згрижено. Исто ни треба и тоест
не е голема потребата таму, но охрабрени сте сите до еден да партиципирате во мисијата која се вика диаконија. Секоја недела која ќе дојдете има луѓе кои ве пречекуваат, кои се поздравуваат со вас, имаат беџови тука, на кои пишува, што пишат? Домаќин. Ви ги дават билтените и таа мисија се вика диаконија. Ве охрабрувам, пријавете се за таа мисија, навистина е благословена, ќе се запознаете со луѓето и за таа мисија може да ја контактирате Заге, кој ќе се врати од Англија. Заге ја знаете, предпоставам. И сега ви најавувам дека ќе се почне уште една мисија, затоа што се појави потреба за тоа. Во последно време се појавува потреба за уште една мисија, а тоа е мисијата за превод на проповедта. Уживо превод таму позади. Во последно време имавме неколку интернационалци и некако се организираме за секоја недела посебно да има превод барем за проповедта. Искрено да ви кажам, Скопје е еден таков град во кој ќе има се повеќе интернационалци, едноставно град во кој доаѓаат луѓе, поминуваат неколку месеци тука и фала на Господ што тие луѓе бараат локална црква и наоѓаат некое семејство во кое тие може да се приклучат. Така да ќе имаме потреба да формираме еден таков тим на преведувачи кои ќе се менуваат секоја недела и за тоа ако сакате да се пријавите, пријавете се кај мене и ќе се договориме за таа работа. За таа работа треба да знаете англиски. Значи, ако не знаете англиски, не се пријавувате. Едино ако почнат некои, например, руси да доаѓаат, украинци, не знам, ќе видиме други јазици можеме, не знам. Од кај да знаеме што Господ има спремно за нас. Тоа што сега да ви кажеме дека црквеното семејство расте во многу аспекти, а за тоа вистински да расте, не само бројчано, вештачки, за тоа вистински да расте и во зрелоста потребно е секој еден од нас да се вклучи и да се даде себе си во оваа локална црква на начинот на кој можеме. Така да ве охрабрувам да размислите во, да се приклучите затоа што посебно ова лето ќе има потреба од сите вас. Ќе има потреба од сите вас и реално многу ќе значи и на мене лично, но и на оваа локална црква да дадете од вас допринос во организацијата и да едноставно се грижиме еден за друг. Ви кажав кои се луѓето за контакт, тука ќе застанам со таа промоција на Евангелска црква Аеродром. Сакам сега да станеме, сакам да го прочитам текстот за денес и ќе читам од Исаја 6 глава, 1 до 9 стих. Исаја 6, 1 до 9. А во годината кога умре цар Озија, јас го видов Господа, седнат на престолот висок и издигнат, а полите на облеката негова го исполнија целиот храм. Околу него стоја серафими, секој од нив имаше по 6 крилја, со две секој го криеше лицето свое, со две други го криеше нозете, ги криеше нозете своји, а со две леташе. И викаа еден кон друг и велеа: свет, свет, свет е Господ Саваот, целата земја е полна со неговата слава. И се разниша горништето на вратите од гласот на оние што викаа, а домот се исполни со дим. И реков: тешко мене, зашто сум човек со нечиста уста, живеам среде народ исто така со нечиста уста, а очите мои го видаа царот, Господ Саваот. Тогаш долета до мене еден од серафимите со разгорен јаглен во рака што го беше зел со клешти од жртвеникот. Се допре до устата моја и ми рече: ете, тоа се допре до устата твоја и твоето беззаконие се оттргна од тебе. Гревот твој се очисти. И го чув гласот на Господ кој рече: кого да испратам и кој ќе отиде за нас? А јас реков: еве ме мене, испрати ме мене. Амин. Амин. Повелете седнете. Ова се случува во годината кога царот Озија умира. Царот Озија е интересен цар. Тој пораснал со пророкот Захарија и на 16 години завладеал со царството. Замислете, на 16 години тој е одговорен за една цела армија, за целото царство, за благосостојбата на сите луѓе. Нема влада, нема не знам што, он е цар. Тој владее во време на голем просперитет и тоа е време кога царот, он, Озија, го следи Господовиот закон. И тоа во втора летописи, во 26 глава е запишано многу убаво. Кога царот влегува во храмот, има еден ден, се вика падот на царот Озија, гревот на царот Озија. Царот, после сите тие прекрасни битки што ги има освоено, после сета таа почит и сите тие благослови кои ги има наследено од Јахве, тој влегува во храмот да кади пред Господ. Тој да кади.
свештениците го предупредуваат дека прави нешто што не е под негова надлежност и Озија се лути, нормално, тој е цар, тој сака да си прави што сака. Во храмот токму во тој момент, кога не ги послушува свештениците, добива лепра и до крајот на животот останува лепрозен. И е погребан на гробишта кои се малку одделени од тие нормалните гробишта таму, затоа што е лепрозен. Иначе, извршниот цар, додека тој е жив, е неговиот син, кој го наследува подоцна на престолот. Во Летописи 26 пишува дека токму пророкот Исаја, за кој сега зборувавме, од кој читавме, пишува за животот на Озија и можеме да видиме дека Исаја својата служба ја почнува во време на владењето на тој цар. Годината кога таков просперитетен цар умира е тешка година за сиот народ. Така почнува оваа глава. Во годината кога умира царот Озија. Знаете, како прво не се знае каков син ќе налета на престолот. Никош не знаеш. Затоа што царот е апсолутен, така да не знаеш на која страна ќе фати. Може нема да се погоди толку способен како таткото. Може би ќе застрани со владењето. Може би ќе зголеми многу даноци, појма немам. Може би ќе тргне во некои нови војни походи за да освојува, па ќе изумре цело машко население. Може би ќе насобере непријатели околу нас. Може би некој од генералите ќе се полакоми, па ќе се обиде да направи пуч за да ја превземе власта. Знаете, кога има, јас слушам дека дали беше во Данска или во Данска мислам дека беше, дента кога умира царот. Дента умира, вечерта се прогласува синот за владење, за да нема голем простор без владата. Затоа што во историјата, ако се појави вакуум, тогаш тука се кројат разни политики и разни генерали се групираат за да превземат власт. Може би соседите ќе си кажат, еве, ситуација, можеме да искористиме таа ситуација на нов цар, неискусен цар и да ја превземеме таа територија за нас. И се до тоа се настани кои се случиле, тоа не е нешто сега од страф, нели, ќе дуваме сега на, како се више тоа, на кисело млеко. Не, тоа се работи од кои се случиле и луѓето ги искусиле. Читајќи книгите на прва и втора цареви, сите тие стравови се легитимни стравови. Преминувањето на власта од една генерација кон друга е многу нестабилно време. И токму во такво време Бог се објавува и го свртува вниманието во вистинската насока. Го насочува вниманието кон местото каде што лежи вистинскиот проблем. Иако луѓето можеби мислеа, окей, можеби тоа ќе биде главниот проблем, Бог гледа еден друг проблем. Прво да видиме како пророкот действува во едно такво време и како постапува. Кога се случува таа Божја објава, која тој ја гледа во храмот, таа некоја теофанија за која сведочи Исаија, го гледа Бог, ги гледа сите тие архангели, гледа храмот дека се тресе, се исполнува храмот со чад. Еден заклучок има Исаја за себе, вели вака: тешко мене, зашто сум човек со нечиста уста. Тешко мене, готово. Го видов Господа, а се гледам јас како сум. Има една работа што кај Исаја е многу важна. Исаја беше само свесен. Тој не беше само бендисан. Да каже, па на кој Бог ќе се објави ако не на мене. Исаја тоа не го заклучи. Исаја беше многу свесен за себе си. Човек до таа самосвесност, докога дошол пророкот Исаја, доаѓа единствено преку средба со Бог. Единствено преку средба со Бог. Само доколку имаме средба со Бог, можеме да ја видиме нашата паднатост и само тогаш прашањата за гревот, за паднатоста и за злото, наместо кон другите, ќе бидат свртени кон себе. Нема да се прашуваме како можеш овој таков да биде. Видео каков е од црква, видео што прави овој надвор. Што е финтава со светот, толку многу зло, толку многу неправда. Туку ќе се прашаме како можев јас таков да стане. Секогаш кога се среќаваме со Бог, првото прашање кое доаѓа е тоа. Средбата со Бог и Божјото откровение го дава тоа првично чувство на наша несоодветност, а не на наша компетентност и да ни билда некаква самодоверба. Да размислиме малку. Направите малце онака ревизија за последните, што викам јас, аха моменти во животот кои сме ги имале. Аха моменти. Сите сме ние постојано во некакви процеси на размислување, кај се наоѓаме, што правиме во животот и размислуваме за различни
односи кои ги имаме. Во стилот, има многу аха моменти кога разбираме нешто посебно. Дали преку размислување или преку разговор не е ни важно. Какви биле тие аха заклучоци? Дали тие аха моменти се однесуваат за другите или дали се однесувале за вас? Дали тие аха ситуации биле за тоа вие да се издигнете над другите и дали тие аха моменти биле потврдување на вашата реална позиција во која вие се наоѓате? Во средбата со Бог, најчесто првиот аха момент е реализација на нашата скршеност и слабост. Таков еден аха момент има Исаја за себе. Знаете, тој можеби до тој момент се чувствувал компетентен да кади пред Господ, затоа што нели царот Озија не е компетентен, он е компетентен, он кади пред Господа. Но кога тој го гледа Бог, тој има еден аха момент, си вика, што направив? Кој сум јас да стојам јас пред Господ Саваот? Кој сум јас да бидам во таа негова слава присутен? Тешко мене. Во таквото искуство нема време за надменост. Не знам во какво животно патешествие сте во моментов, но можеби сте во некоја ситуација на споредба со други. Обично тоа само да го кажем во последно време, не само за другите, туку првито почнам од себе. Најчестиот греф кој црквата го прави, луѓето во црквата, јас го правам, е се споредуваме со другите. Споредба со другите. Колку јас сум покомпетентен, колку јас знам, колку мене ме бива. Се споредуваме. Тоа е еден од најчестите греови кои ги правиме во црквата. И натање со некои блиски. Докажување за тоа кои сте и колку вредите. Јас сакам да ве потсетам на еден важен принцип во Божјото царство. Бог гледа на срце, а не на изглед. Ви текнува на тоа, ако сте го читале овој Божјиот збор. Во царството Божјо компетентноста никогаш нема да го засени карактерот. Никогаш. Во царството Божјо компетентноста е секундарна. Карактерот е на прво место. Ги имаме приказните за царот Саул, кој беше многу компетентен, па дури беше повисок од сите за глава, една глава повисок од сите. И кога Самуил го виде Саул, падна, да не кажем на што, сега тоа е тоа. Го најдовме царот на Израел, лозата од која, не знам, ќе владееме, ќе живееме, ќе владееме и така натаму. Бог му вика на Самуил, ама знаеш што ти гледаш на изглед, ама јас не гледам на изглед, јас гледам на срце. И го одбра од седумте најмалото, ама најубавото, Давид. Го одбра Давид, кој не беше можеби компетентен, но беше според Божјото срце. Во времето на Исус, Ерусалим, знаете, во времето на Исус имаше надпревар помеѓу Ерусалим и Галилеја. Галилеја беше малку поприоритетна, по-онака глобалистичка област, каде што имате разни нации, разни народи, а Ерусалим беше светилиштето каде што е. И кога доаѓа Исус и кога го представуваат на дел од учениците, еден од Натаниел вика, може ли нешто да излезе убаво од Назарет? Од таму ништо не може убаво да излезе. Ама знаете ли што? Натаниел гледаше на изглед. Во Ерусалим е храмот, во Ерусалим е светилиштето. Тука се случува центарот на светот е тука. Ама Исус доаѓа, он е од Назарет, од Галилеја. Е по таму Господ го повика својот спасител, затоа што тој гледаше на срце. Бог гледа на срце и неговиот благослов тече преку оние кои се чисти по срце и оние кои се со скрушен дух. Тоа барем треба да го научиме од проповедта на Исус на гората, нели? Блажени се бедните по дух, зашто нивно е царството небесно. Блажени се оние што плачат, зашто тие ќе се утешат. Блажени се кротките, зашто тие ќе наследат земјата. Блажени се гладните и жедните за правда, зашто тие ќе се наситат. Блажени се милостивите, зашто тие ќе бидат помилувани. Блажени се чистите по срце, зашто тие ќе го видат Бога. Господ никогаш не гледа на компетентност, тој секогаш гледа на карактерот. Тоа е првиот чекор, кој можеме да го видиме Исаија како реагира кога е во Божјото присуство. Тешко мене затоа што го видов Господа. Видиме во следната сцена кога Исаја е очистен од архангелот, земене жар од жртвеникот Божи, очистена му е устата и сега Исаја може да зборува затоа што му е простен гревот.
И вели вака, и го чув гласот на Господ кој рече, кого да испратам и кој ќе отиде за нас. Колку јако прашање е тоа. Господ се мохни. Седи на престолот. Се тресе земјата од неговото присуство. И како што пеат архангелите, целата земја е полна со неговата слава. Тој Бог прашува кого да пратиме, кој ќе зборува за нас. Колку силно прашање тоа. Исаја вели, а јас реков, еве ме мене, испрати ме мене. Исаја веќе не е фокусиран на него, на неговата некомпетентност во тој случај, на неговата паднатост, тој сега е фокусиран само на Бог. И ништо друго не го интересира. Еве ме мене, прати ме мене. Ние сме повикани да бидеме амбасадори Христови. Амбасадори Христови. Во овој момент Исаја беше регрутиран, беше испратен. Знаете, со Филип Иванов, тие што го знаете, кога патуваме во Африка, понекогаш ќе се најдеме во ситуација да седнеме и да размислиме кај сме. Например, ќе седнеме во џунглата, пред шаторите, си пиеме ова Нескафе 3 во 1, си правиме муавет, кај сме, што сме, викам, Филип. Не ми се верува, човече, дека ние сме во Африка сега. И тоа на мисија, пратени од Македонија. Мислам, Македонија. Обично Македонија приказнете дека за ништо не бива, дека не бива ништо од нас. А ние сега двајца македонци сме во Африка, седиме и служиме на народот таму, на црквата, на тие деца им помагаме. Знаете, понекогаш Африка е прекрасно место на кој има одлично заедништво на вистина, а понекогаш се наоѓаме во ситуација која има многу потенцијал да биде опасно. Едноставно сме се нашли во такви ситуации. И фала му на Бог не чува до сега. Филип, знам дека има едно дури во мисија во Индија, каде што било малку предизвикувачки. Понекогаш ќе седнеме да размислиме за тоа дека ние сме единствените пастори во Македонија, дека уствари ние не сме единствените пастори во Македонија. Има многу други пастори кои се многу активни. Веројатно не сме ни најдобрите пастори од Македонија. А сепак Бог одлучува да прави некои работи преку нас, за кои ние не ни сметаме дека можеби не бива или дека сме способни да ги правиме. Се сеќам на дека еден ден баш ми сподели дека и тој истото прашање си го поставил во една ситуација во Индија и се запрашал што правам јас овде, човече? Што правам овде? Еден од тие одговори кои верувам дека Бог ни ги зборуваше на нас, ни ги даде, беше овој. Тука си и во оваа мисија си затоа што си достапен. Достапен си. Отворен си. И достапен си за оваа мисија. Остај на страна компетентноста, остај на страна ресурсите, остај на страна апсолутно си. Ти си достапен и отворен и затоа си сега тука во оваа мисија. Знаете, ако се возите во такси низ Скопје, речи си секој втор таксист во Скопје, ако се впуштите во малце муабет со него, ќе сватите дека требало да биде министер за нешто, еден ме возеше до аеродром и каже дека он ствари требало да биде председател на време на место на Георги Иванов, ама го наместиле, па сега вози такси. Сум сретнал и премногу луѓе кои сметаат дека ќе бидат подобри пастори, подобри мисионери, подобри проповедници, сметаат за себе дека се подобри во нешто. И многу од нив имаат, искрен да бидам, неверојатни квалитети. Многу од тие луѓе имаат неверојатни квалитети. Но сепак не се ни во мисија, не се ни пастори, не се ни проповедници. Има многу кои ќе зборуваат за тоа колку големи водачи тие може да станат, колку големо познавање имаат тие од водство, колку многу искуство тие може да насоберат. И каква мисија тие може да водат, и какви се дарови тие имаат во себе, и колку познавање имаат за нешто, па какво искуство тие имаат, а сепак не прават ништо од тоа. И верувам дека главната причина за тоа што едноставно не биле достапни за Бог, да ги менува и да ги користи за службата. Не може би ни компетентноста позна прашање. Едноставно не се достапни за Бог да ги менува, да ги користи за службата. Затоа што тоа не е едноставна работа. Зборавме за Фредерик Изаби на почеток. Не е едноставно да се кренеш од овде и да отидеш некаде, а тоа да не е печалба за повеќе пари. Разбирате ли? Во нивната мисија нема таква економија. Тука во Македонија нема повеќе пари од Црна Гора. Разбирате ли?
И нема се смени ништо. Може ќе имат помалку ресурси тука. Едноставно, во таа служба не е едноставно. Секогаш Бог гледа на срце, а компетентноста е во втор план, бидејќи тие што ги повикува и тие што одговараат на неговиот повик и се достапни за неговата служба, тој ги опремува. На кој начин да бидеме достапни? И што значи да бидеш достапен? Да те користи Бог значи да поминуваш време со Него, првин, тоа е првата работа, да поминуваш време со Него, ама вистинско време со Него. Да бидеш отворен да го слушаш неговиот глас и да дозволиш во контекст на локалната служба во која тој те повикува, да бидеш верен во малку, за да те користи на многу. Исаја беше во храмот, тој беше верен во тоа што тој беше поставен да кади, да се моли и да служи во храмот и беше во присуството Божјо. Може да кажете, окей, тоа е за тие што се повикани, поема неа. Тен што се во служба, што се проповедници, ја немам таков повик. Кои се последиците на тоа да не бидеме во Божјото присуство и да не го градиме односот со Бог намерно? Може би некој од вас е некоја втора генерација на луѓе во црква, поима неа. Па полека олабавувате за тоа колку е важна црквата и колку треба да сте вклучени во црквата. Знаете, младите тоа нека го прават, ние тоа на времето го правиме. Може би мислите дека децата ќе наследат многу од вашата вера. Може би тоа си го кажувате. Па не сте внимателни за тоа колку сте вложени во мисијата и во службата во Царството Божјо. И колку сте дисциплинирани за децата да бидат дел во тоа присуство. Може би вашата најважна преокупација и вашите најважни вредности за вашите деца се пресликани колку ќе постигнат во училиште, што е многу важно, и колку ќе напреднат во дисциплините за кои сметате дека ги бива. Нека од црквата и активностите во црквата и наместаме тоа колку време имаме за тоа и дали имаме, па не придодаваме многу важност. Еден мисионер, тоест евангелизатор Луис Палао вика Бог нема внуци, тој има само деца. Значи не, тоа што нашата вера ја имаме, тоа не значи дека ќе се пресели на другата генерација. И тоа можеме да го видиме дури и од семејството на царот Озија, кој умрел тогаш кога Исаја презема пророчката служба. Знаете, Исаја фактички во овој момент, кога го повикува Бог за служба, кога Бог му објавува што треба да пренесе, Исаја не зборува за водството на народот, не зборува за квалитетите на царот и така натаму. Исаја зборува за едно слепило во кое се наоѓа народот. И тоа можеме да го видиме според генерациите на царот Озија кои следат понатаму. Генерацијско слепило кое носи до пропаст. Од каде дојде слепилото кај народот, а и кај царот? Озија влегува во храмот, пари дури се обидува да кади. Озија е цар кој живее според Божјиот закон, е цар според Божјото срце, па дури сака и да кади. Сега, направил белја, не се покајал баш, се налутил и така натаму. Јотам, веќе неговиот син, пишува во записот дека тој живее според Божјиот закон, ама не оди во храмот. Не оди во храмот. Тој не се ни појавува во храмот. Живее според тие принципи и стандарди кои ги наследил од татко му, ама не оди во храмот. Не оди во Божјото присуство. Веќе Ахаз, третата генерација, синот на Јотам, веќе прави кипови на Ваал и ги жртвува своите деца на море. Трета генерација. Она што една генерација го толерира, кажува Џон Весли, другата го прегрнува. Доаѓањето во Божјото присуство, мисијата на црквата е да ја досегне секоја генерација. Енти брат ќе каже, црквата е оддалечена една генерација од изумирање. Една генерација ако не го следи Бог, црквата умира. Толку. Ние сме повикани да бидеме во Божјото присуство. Пророкот, како пророк, со својот повик носи добри, носи и лоши вести. Нашата перцепција за гласникот е дека ја носи добрата вест. Еве јас кога ги седам недела сабајле тука да проповедам, не очекувате живко сега да ве куди. Дојдете тука да се охрабриме, да се освежиме во едно духовно спа, духовна масажа и се отидеме дома спремни да ја дочекаме другата недела.
И најчесто тоа се случува, се надева. Знаете, пророкот понекогаш има и лоши вести. Има не толку добри вести, затоа што пророкот, една од задачите на пророкот е да биде тој пророчки глас, глас на надеж, но од друга страна пророкот на површина треба да го извади тоа што е длабоко, тоа што не чини. И токму тоа го прави пророкот. И сега вели вака: која е пораката која пророкот треба да ја носи? Не е лесно си пророк. Тогаш Бог рече: оди и кажи му на тој народ: со ушите ќе чуете и нема да разберете, и со очи ќе гледате и нема да видите, зашто срцето на тој народ е закоравено и со ушите тешко слушаат и ги затвориле очите своји, за да не гледаат со очи, со уши да чуат и со срце да разберат, да се обрадат и да ги излекуват. И реков: до кога, Господи? Тој рече: додека запустат градовите и останат без жители и куќите без луѓе. Земјата сосема не се запусти, додека Господ не ги протера луѓето и голема пустош во таа земја да има. И ако остане уште 10-тиот дел во неа, уште 10-то како остане, и таа пак ќе биде разорена. Но како од Брест и Даб, кога се и отсечени, останува коренот нивни, така светото семе ќе биде неизин корен. Ние сме повикани да ја кажеме ситуацијата таква каква што е, без да улепшуваме некои работи. Но видите што прави Исаја. Тој не ја кажува ситуацијата таква каква што е затоа што тој така заклучил, туку ја кажува како резултат на објавата Божја која му е дадена во храмот. А што тој прави со сето тоа? Што прави Исаја со сите тие информации? Исаја се застапува и се моли. Знаете кои се зборовите на Исаја? До кога, Господи? До кога? До кога ќе се случува тоа? Слушам премногу жалење за ситуацијата во Македонија и народот каков бил. Се жалиме, ние сме таков народ. Jednostavно се жалиме до корен. Моја препорака е следна. Почни да се молиш за луѓето околу тебе. Почни да се молиш за Македонија. Ама не онака само кој ќе те тегне. Почни онака систематски да се молиш за луѓето околу тебе и за Македонија. И за народот кој кука, моли се и за тој народ. И ќе видиш дека и ти ќе престанеш да се иритираш. Ќе престанеш. Едноставно нема да те иритираат многу работи. Неизмолените работи и теми протекуваат преку нашите фрустрации најчесто. Тоа што нема да го измолиш, ќе го извадиш емотивно преку фрустрации. И тоа е правило за апсолутно се. Ако некој ти пречи во црква, наместо ако не го молиш, тоа ќе претече преку фрустрација, преку некој емотивен, онака емотивно испразнување, ќе го извадиш некоде, ако не си го измолил. Ужасно си испрустиран од ситуацијата, почни да се молиш. Јас често пати знам да се испрустирам за ситуацијата во црква, и локално, и национално. И мислам дека не е можно да нема никаква фрустрација за нешто што ти значи. Мене црквата ми е важна, многу ми е важна и ми е многу драга, и кога ситуацијата не е како што треба, се појавува многу фрустрација во мене. Ставно не можам да го трпам тоа. Дури имам избор како да се справам со сето тоа. Секако првиот чекор, веднаш на почетокот, ми е реактивен и се обидувам да се соочам со што и да е преку размислување. Јас сум таков, седнувам размислувам. Цела драма се одвива во главата. Наставно тоа тука се, што да ви кажам, драми. Што ако вака, а што ако така, а зашто вака прави сега овој, а зашто тоа го прави, какви последици тоа може да има, како ќе заврши ситуацијата така, како заврши личноста таму, знам дека беше овде, сега е таму, како е можно тоа. Ужасно многу опции од кои верувам дека човекот или кој да е одлучил да го направи нелогичното и сега се наоѓаме во проблеми. Често пати ситуацијата ми изгледа баш како што биле израелците. Со ушите слушаме, ама не разбираме, и со очите гледаме, ама не може да видиме, и разбираш дека проблемот не е рационализирање, туку проблемот е во срцето, како што му вели Бог на Исаја. Не постои доволно информации кои ќе донесат некаква светлина. Понекогаш исцелението е далеко затоа што сме го затвориле срцето, ушите и очите.
Понекогаш таа ситуација на жртва е состојба во која постоиме и од некоја причина не сакаме да се откажеме. Затоа што да се биде жртва во последно време тоа е модерно. Честопати нашата ужасна состојба се сведува на гордоста. И во тоа има гордост да биде жртва. Едноставно не можеме да се откажеме од таа позиција во која се наоѓаме. Да се падне на колена и да се молиме не е лесна работа. Треба Господ на вистина да не скрши. Да се падне на колена во молитва значи да се признае слепило и глувост и да се признае закоравеност во срцето. Ние поправо би го поминале животот во аргументирање и самооправдување и во чудење зошто тоа се случува наместо да паднеме на колена и да се молиме и да се застапуваме. Некако полесно ни е првото од второто. Така и со мене. Ќе си мислам за пропусти во водството и ги има многу. Ќе се мислам зошто луѓето забораваа за сето тоа што помина и како се грижевме за нив во време на неволја. Ќе си мислам за различните карактери и за позадината на луѓето во црква кои се одговорни и во тој аспект има многу потешкоти секогаш. Ќе се мислам за другите водачи како пристапуваат и како водат и зошто некако гладко ми изгледа дека се живо добро оди кај нив, барем од Facebook така изгледа. Ќе почнам да гледам на ресурсите кои никогаш ги нема како што треба, цело време нешто немаме, цело време нешто се нешто кратко ни е. И ќе почнам да размислам за партнерствата и поддршката кои секогаш се потребни во секој аспект. И целата таа драма ќе се одвива во главата и ќе му удри очај и се надевам да не ми се исполни срцето, само да не ми се исполни со горчина. И секако тоа е товар кој човек не може сам да го носи. Нема шанси. А човекот не ни повикан сам тоа да го носи. Тоест човекот не ни повикан тоа воопшто да го носи. Молитва и на колена. Застапување за луѓето и за ситуациите кои навистина фрустрираат. Па тогаш во целата драма и во целиот очај Бог дава зрак на надеж. Вика до кога Господи? Демек тоа што Господ го кажа до сега не е доволно. Слепотијата, закоравеноста не е доволна. Господ вика све ќе се запусти, све ќе се запусти. До толку луѓето нема се свртат кон мене. До толку нема да прогледаат. Значи спремни се да се уништи се што граделе со генерации и нема да се свртат кон мене. Но вели дури и све да биде разумнато, вели но како од брест и даб, кога се и одсечени, останува коренот нивни, така светото семе ќе биде неизин корен. Дури све да биде исечено, од коренот што останува, Господ има една нова надеж. Во каква ситуација си во животот сега да те прашам? Во каква ситуација Господ сега те води? Дали можеби се среќаваш со некакво слепило во животот во моментов? Дали можеби закоравено е твоето срце? Едноставно не можеш да, едноставно не ти е лесно, ама не се откажуваш. Тако бил Израел во тој момент. Јудеја не се откажуваат. Тие тргнуваат по свој пат, па макар како трета генерација царот, па макар и децава да ги принесе на жртвеник, тој не се откажа од таа закоравеност, од тоа слепило и од таа глувост. Дали си достапен Бог да те користи или сметаш дека Бог може да те користи само таму кај што си најкомпетентен? А тоа е толку кус спектар на можности што Бог и не може никаде да те користи. Дали си достапен Бог да те користи без разлика на тоа колку очајна е ситуацијата? Дали застапуваш во молитва за луѓето околу тебе без разлика на околностите во кои се наоѓаш и без разлика на тоа колку очајно делува ситуацијата? Што лежи во твоето срце? Тоа е многу важно. Кога ќе се соочи со реалноста на животот, со фактите кога Господ ќе ти ги изведи пред очи. Дали ќе бидеш слеп, глув, вака ќе правиш, да не гледаш ништо? Или ќе го поставиш тоа клучно прашање кое Исаја го постави: до кога, Господи? Еве мене, прати ме мене. Како ќе одговориме на тој повик? Како ќе одговориме на таа ситуација во која Господ нас не повикува? Еве ме мене, Господи, прати ме мене. Без разлика на тоа колку сум компетентен, колку не сум компетентен. Што можам да правам, што не можам да правам. Колку знам,
колку не знам. Еве ме мене, прати ме мене, достапен сум. Бог ќе ги искористи и ги прати тие што се достапни. Може би после одреден период, ако не си достапен сега, ќе видиш дека некој кој може би немал никакви изгледи и шанси до тебе што бил, според твои некои критериуми. Ќе видиш дека Господ почнува да го користи. Може би ги си кажеш, ама јас сум покомпетентен од таа личност. Ти може да си покомпетентен, ама не си бил достапен за Бог. А за Бог тоа е најважната работа. Дали си достапен? Дали твоето срце е во склад со Божјото срце? Дали молитвата која има Исаја е и молитва на твоето срце до која Господи? И дали твојот одговор во една таква ситуација, во една таква објава ќе биде: еве ме мене Господи, прати ме мене. Ајде се молиме за крај. Може да станеме и се молиме. Татко наш небесен, Боже ме доаѓаме во Твоето присуство. Побараме Твојот благослов. Побараме Твоето помазание. Господе, стоиме отворени сите пред Тебе, Господи, со нашата паднатост, со нашата скршеност, со нашето слепило. Господи, бараме првим простување за секој еден од нас посебно. Не знам од кај доаѓаме, Господи, но Боже, ме потребно ни е Твоето исцеление одново и одново, како што и на пророкот Исаја му беа потребни тие жарови од Твојот жртвеник да го очистат. Потребна ни е, Христе, сега Твојата света крв, кој ќе не очисти да можеме слободно да пристапиме. И Господи, во молитва да бараме од нас, да не искористиш, да Ти кажеме дека сме достапни за Твојата служба. И да одговориме секој од нас: еве ме Господи, прати ме. Татко мој, денес го поставуваш тоа прашање за секој еден од нас. Кој ќе оди и кој ќе зборува за нас? Кого да пратиме? Кој ќе зборува за нас? Тоа е прашање кое ти го поставаш на секое твое дете. Го повикуваш во твојата служба за спасението на овој свет, за добрата вест да се расшири на секаде, Господи. Затоа што ништо друго не е важно. Господи, благослови не со Твоето присуство. И сега кога ќе пристапиме на таа причест, Господи, еве Господи, како што кажа на Твоите апостоли, ова е моето тело, ова е мојата крв. Еве Господи, Твоето присуство биде со нас овде, ова црква. Еве Господи, имаме вистинско заедништво со Тебе, вистинска средба со Тебе, Господи. И нека ништо од тоа не земаме со леснотија, туку вистински со почит да пристапиме кон Тебе, Господи.